Добар ден! Јас сум Весна Крацовска и сум наставничка на првачињата од Основното училиште 11. октомври од Скопје, општина Центар. Вие сте на часот по општество за прво оделение и денес ќе говориме за нешто многу интересно. Ќе научиме што се тоа чувства, како да ги препознаеме и изразиме. И секогаш да знаете дека корисно е чувствата да ги искажуваме, а не да ги потиснуваме во себе. За овој час ќе ви биде потребен еден бел лист и боички, но и еден возрасен, бидејќи на неколку пати ќе треба да го стопирате во делото и да разговарате. Дали сте подготвени? Почнуваме. Чувства, што е тоа? Сигурна сум дека сте го чуле овој збор и тоа многу пати. Чувствата се постојано присутни во нашиот живот. Тие се создаваат во мозокот и течат како сигнали низ целото тело, а со тоа го покажуваат нашето однесување. Што мислите? Можеме ли да ги видиме чувствата на овие детски лица, а да ги слушнеме или допреме? Постојат силни и слаби чувства. Со некои се чувствуваме убаво, а со некои не баш. Убавите, позитивни чувства не прават расположени, ни даваат сила, а некои ни ја зимаат силата, може да ни предизвикаат главоболка или болка во стомакот. Секое чувство си има свое име. Ке погодуваме ли? Денеска сум многу среќен, денес ми е роден ден. Ова чувство се вика радост. Тажен сум, ми побегна папагалот од собата и не знам дали повторно ќе се врати. Тага, така е. Многу се плашам кога врне силно дожд и има јаки грмотевици, а јас сум сам дома. Страв. Лутина? Те молам, не сакам веќе да играм со тебе, па ти секогаш сакаш жмурка, а јас брканица. Зошто секогаш да биде по твое? Мамичке, јас тебе многу те сакам, ќе дојдеш малку да се гушнеме? Ова е секако љубовта. Сте се запрашале ли некогаш како да ги препознаеме чувствата кај другите? Ние знаеме како некој се чувствува според движењата на телото, онака како што е прикажано на оваа сликичка, или според изразот на лицето, вегите, устата или очите. Нашето лице е огледало на нашата душа, а исто и гласот ни кажува како се чувствуваме. Не заборавајте да го прашате другарчето како си денес, како се чувствуваш. Сега ќе зборуваме за љубовта и радоста. Што мислиш ти? Што е љубов? А радост? Во продолжение ќе видите што мислат вашите другарчиња за љубовта и радоста. Внимателно слушајте. Љубов е кога се гушкам со мама и тато. Љубов е кога ги сакаш мама и тато, кога ја сакаш рибката Пливка и кога ги сакаш другарите. Љубов е кога ги сакаш мама и тато и моето куце Ани. Љубов е кога ги сакаш мама и тато и другарите. А за љубовта, ја најмногу сакам кога се гушкам со мама. Кога се гушкаме сите заедно со мама и со тато и со бато. Исто кога се гушкаме со бато. Кога си го гушкам моето куче Аксел.
И ја не можам да спијам без чучкање. Исто тоа за мене значи исто љубов. И нешто сакам да ви кажам. Јас имам симпатија. И за тоа исто значи за мене љубов. Не се срамете да му кажете на симпатијата дека го сакате. Само опуштете се. Чао! Тато кога ќе ми купи гидо и мама хамбургер. Јас сум среќна кога мама ме гушка и кога доаѓа мојата братовчетка кај мене на гости. Јас сум среќна кога ќе добием поздрав и кога ќе добием петка училиште. Јас сум среќен кога возам дочак и кога мама ќе ми купи лего коцки. За мене значи среќа кога си играм со брат ми, кога го галам моето куче Акса и кога возам скейт или и пениборд со мојот постар брат, кој што сега ќе оди 8 оделенија. И друго за мене значи среќа кога си играм со другарите, кога одам надвор. И исто кога се дружиме заедно сите другари во школа. Ви се допадна, нели? А сега малку повеќе за љубовта. Ах, љубов! Љубовта е најубавото и најсилното чувство кај човекот. Без љубов и светот немаше да постои. Таа е потребна во текот на целиот живот. Да се роди едно бебе, потребна е љубов. Да расте едно дете, покрај храната, уште повеќе му треба љубов. Љубовта е потребна и во младоста, и во староста. Баба и дедо си ги сакаат внучињата најмногу на свет, а сите деца уживаат на гости кај бабичка и дедичко. Така ли е? Љубовта ни го разубавува животот, не прави среќни, не охрабрува и ни помага кога ни е тешко. На секого му е важно да покаже дека е сакан и дека сака. Секој сака да дарува и да биде даруван. Љубов е и кога се сака татковината, планината, природата. Љубов е кога се сака миленичето, книгата или музиката. Продолжете сега вие понатамо. Што е уште љубов? Радост. Радоста е убаво, пријатно, позитивно чувство. Таа се јавува кога добиваме нешто што сме го сакале или посакувале. Кога сме радосни, ние викаме, пееме, зборуваме, подскокнуваме. Јас сум многу радосна кога шетам во паркот, а листовите шушкаат. Но се радувам и кога шетам во паркот, а снегот крцка под моите нозе. Радосна сум и кога одам на роден ден кај моето другарче, кога другарувам и кога нешто убаво ќе прочитам од книгата. А да ви откриам и една тајна. Јас сум најрадосна кога со велосипедот возам во паркот во лето, а ветерот ми го лади моето лице. Стигнавме до крајот на часот. Сега имам за вас задачи, многу лесни и интересни. Застани пред огледалото и обиди се да ги покажеш чувствата за кои зборувавме денеска. Потоа, играј пантомима со некого и погодувај според лицето или телото за кое чувство станува збор. Земи го белиот лист, обиди се да го нацрташ ова интересно човече и нацртај ја љубовта во него. Нацртај со помош на боички каде ја чувствуваш љубовта, каде започнува, како се шири, каква боја има. И за на крај, погледнете го видеото. На YouTube каналот има многу интересни песнички за деца. Нека оваа песна направи да се чувствувате радосни, да пеете и да играте. И пред да ве поздравам,
Една порака до вас. Сакајте се и радувајте. Чачу качу. Коко јојо. Ако си среќен, плесни ти со рачиња. Ако си среќен, плесни ти со рачиња. Ако сакаш да се среќни сите други дечиња, тогаш плесни ти со твоите рачиња. Ако си среќен, тропни ти со ноđиња. Ако си среќен, тропни ти со ноđиња. Сите мали дечиња, девојчиња и момчиња, сите среќно тропнете со ноđиња. Ако си среќен, пукни ти со прстиња. Ако си среќен, пукни ти со прстиња. Ако сакаш да се среќни сите други дечиња, тогаш пукни ти со твоите прстиња. Ако си среќен, викни гласно ти ура! Ако си среќен, викни гласно ти ура! Сите мали дечиња, девојчиња и момчиња, ајде сите гласно викнете ура! Ако си среќен, повтори ти се поред. Ако си среќен, повтори ти се поред. Ако сакаш како тебе да е среќен сиот свет, тогаш ајде повтори ти се поред. Ако сакаш како тебе да е среќен сиот свет, тогаш ајде повтори ти се поред. Ве поздравувам и до следното видување. Довидување!